Повеќе од 100 километри на две тркала поминаа 40 на велосипедисти на годинешниот октомвриски маратон. Тргна од центарот на Тетово кон Гостивар, за да потоа до целта продолжат по магистралниот пат кон Скопје. Меѓу нив е и актуелниот национален шампион Стефан Петковски. Тој ја дели истата желба со останатите учесници да стигне прв до целта. Од овој маратон очекувам единствено прво место. Исто така очекувам и од моите клубски колеги исто така да остварат добар резултат, бидејќи се доста се припремавме за оваа трка. Пред 2 дена имавме трка во Куманово, трофеј 11 октомври, каде што освоивме второ, трето место во елит конкуренција и освоивме трето место во јуниорска конкуренција. Од денешната трка очекувам добар резултат, се разбира во првите 3, се надевам на прво место, сепак ќе видиме како се одвива ситуација. Велосипедскиот караван годинава за прв пат поминува низ Тетово. Трката за големата награда Октомвриски трофеј се вози под мотото традиција и соживот. Тетово долги години не бил домаќин на нас Велосипедската федерација. Поточно на Шар планина сме организирале планински велосипедски трки, ама друмските велосипедски трки подолги години не сме биле. Значи ова е возобновување на една стара традиција. Во минатото сме имале трки низ Македонија и Тетово бил одличен домаќин град. Значи идејата на оваа трка произлезе заеднички со Флорозон. Ние како Национална федерација стапивме во контакт со нив и еве се договоривме да ја направиме трката која носи назив голема награда Октомвриски трофеј. Мотото на трката е толеранцијата и соживотот. Благодарност до општина Тетово, општина Гостивар и градска општина Скопје кои ни ја поддржуваат оваа манифестација. Се надеваме дека следната година ќе биде традиционална и дека би добила и епитет на меѓународна трка. Учесници се велосипедските клубови од Македонија, значи оваа трка пред се по самата тежина е малку потешка за возење, километражата е 110 километри и беше отворена за сите оние што имаат лекарски преглед и здравствено осигурање. Тоа како организатори мораме да го запазиме. Имаме учесници од Штрпце од Косово. 20 учесници од Штрпце од Косово. Значи клубовите велосипедски од Македонија и 20 учесници од Косово. Кон маратонот се приклучија и од Центарот за еколошка демократија. Велосипедизмот го представија како најеколошки спорт, кој го одржува здравието и спортскиот дух. Сакаме дополнително да го испромовираме велосипедизмот како најеколошки спорт, кој што воедно ја штити животната средина и воедно го подобрува човековото здравје. Самиот маратон, значи ќе стартува од градот Тетово, центарот Тетово, ќе се движи до центарот на градот Гостивар, од каде што стартува помалата група на велосипедисти и целиот маратон, целата трка ќе заврши во Скопје на платото пред Зоолошката градина. Организаторите се надеваат дека до година овој велосипедски маратон ќе добие меѓународен карактер.